9 партнери од 7 европски држави, меѓу кои Македонија, се дел од проектот за превентивни пристапи кон зачувување на европското културно наследство. Центарот за развој на Источноплански регион започна со реализација на проектот со кој ќе се подобри управувањето, заштитата и конзервацијата на европското културно наследство преку превентивни пристапи, иновативни технологии, споделување на најдобри практики меѓу јавни органи и партнери од повеќе земји. Во Штип ќе се презентира обичајот 40. Главната цел на проектот е заедно со 9 партнери од 7 европски држави да се работи на споделување на искуства за зачувување на материјалното и нематеријалното културно наследство. Односно, преку студиски посета и размена на искуства ќе се увиде како европските држави вршат конзервација на нивното културно наследство, кои иновативни технологии ги имплементираат за да го зачуваат и какви политики регионални водат за зачувување на културното наследство. Конкретно, Центарот за развој на Источен плански регион во овој проект ќе го промовира нематеријалното културно богатство, односно обичајот 40, кој што е на листата на УНЕСКО. Со тоа сметаме дека ќе придонесеме за развој на туризмот во нашиот град и во регионот, а наредната година се предвидени и посета на луѓе партнери од 9 партнери од 7 европски држави. Активностите веќе започнаа, проектот ќе трае до 2029 година. Во овој временски период е предвидено да се изработат и промотивни видеа за културните богатства во источниот регион. Имавме студиски посети со партнерите каде што се утврдија начелата на имплементација на проектот. Веќе очекуваме да се изработат и промотивни видеа за источниот регион, односно за обичаите кои што ги има источниот регион, материјалните, нематеријалните културни богатства, тоа да го споделиме со европските држави, кои понатаму ќе видат со какви материјални богатства и нематеријални располагаме и, како што кажав, целта ни е да го промовираме регионот и да привлечеме повеќе туристи во регион. Во проектот учествуваат 9 партнери од Шпанија, Италија, Естонија, Унгарија, Романија, Белгија и Македонија.